По успешната обука, корисниците на услугите на Дневниот центар за помош на лица со ментален хендикеп од Неготино стартуваа со работа во рамки на проектот кој вклучува нивно работно ангажирање со цел вклучување во општеството. Помина неколку дена од стартот на најновиот проект на Неготинска порака, лицата со посебни потреби кои го посетуваат Дневниот центар за помош на лица со ментален хендикеп веќе се работно ангажирани во собирање на отпад кој може да се рециклира и во негово балирање со помош на специјална машина. Работниот ангажман им трае од 8 до 13 часот, а за тоа време некои од нив се на терен, а други работат крај машината. Работата ја нагледува работниот асистент. Берица Ташева, раководител на проектот, ни кажа дека сега веќе размислуваат за изградба на соодветен работен простор во кој би можеле да ја сместат машината и да работат. Неодамна информиравме дека работно се ангажираат лица со посебни потреби од Неготино во рамките на најновиот проект кој започна да го реализира Сдруженијето за заштита на лица со ментален хендикеп порака од овој град. Насловен И јас можам, проектот е продолжение на првиот во кој лицата со пречки во развојот собираа стари хартија, пластика и најлон и ги селектираа. Сега всушност е набавена преса за балирање на отпадните суровини и во еколошкиот проект се вклучени поголем број на лица со посебни потреби. Председателот на Сдруженијето Гордана Трајковска нагласи дека со ваквите ангажмани има голем напредок во личниот развој на овие лица, а се влијаело и за подигање на свеста кај на населението дека и лицата со попреченост во развој може да бидат работно ангажирани. Се успеало исто така неготинци да сватат дека класифицирањето на отпадот уште во нивните домови е мощно и важно за екологијата. Проектот е финансиски поддржан од Министерството за труд и социјална политика, Лудвиг Болцман, Институтот за човекови права и Неготинската општина.